Евангелието за првата недела од Великиот пост ни ја пренесува средбата меѓу Исус и Натанаил, кој на почетокот е со сомнежи и предрасуди, па затоа и ќе каже: може ли нешто добро да излезе од Назарет? Наместо да се расправа, Филип му вели: дојди и види. Во Стариот Завет имаме сличен пример, кога Мојсей ја виде капината која не изгорува. И тој не побегнал, туку пристапил да види. И токму во тој момент Бог му проговори. Како во времето на Исус, така и денес има луѓе кои што се слични на Натанаил, полни со предрасуди кон Христа, кон црквата, кон свештениците, кон верата. Многу често можеме да слушнеме како велат: црквата е за старите. Не верувам во црква, но си верувам во Бога. Но прашањето е дали овие луѓе воопшто го имаат искусено Бога во нивните животи. Дали се обиделе да влезат, да слушнат и да се помолат в црква? Денес и ти можеш да бидеш Филип, и ти можеш да доведуваш луѓе кај Бога, но не со празни зборови, туку со повик да го искусат Бога, да дојдат и да видат. Но можеш да бидеш и Натанаил, не да бегаш од Бога, туку да појдеш во пресрет на Него, да го искусиш во животот и да му кажеш на Исус: Рави, ти си син Божи, ти си царот Израилев. Бог сите не познава, како што добро го познаваш и Натанаил. Го познава твоето минато, твоето срце и гледа дека копне за него. Може би сме како Натанаил, полни со недоверба и сомнежи. Може би имаме многу неодговорени прашања за црквата, за верата. Но не бегај од Бога и црквата, туку појди во пресрет на Христа. И може би токму во црквата, во молитвата, во литургијата, ќе го слушнете Неговиот глас и ќе го искусите Неговото присуство. Затоа што животот на христијанинот е искуство на Бога. Дојди и види. Исус те чека.